Почитувани професионални војници, денес имаме едно важно соопштение за вас од Независниот синдикат на професионални војници СО Скопје. Ова се однесува на сите професионални војници на служба во армијата на Република Македонија и на сите поранешни професионални војници кои напуштиле армијата со навршување на 45 години возраст, согласно Закон за служба во армијата. Имено на поднесена представка лично од мене на Александар Насковски до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација врз основа на нетрансформирање на работниот однос од определено на неопределено време од страна на Министерството за одбрана, поднесовме представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација на 12 ноември 2024 година и после 8 месеци чекање добивме конечно мислење каде што се утврдува индиректна дискриминација од страна на Министерството за одбрана на Република Северна Македонија кон професионалните војници во служба на армијата на Република Северна Македонија врз основа на личен и општествен статус во областа на работата и работните односи. Тоа е овој документ, каде што овој документ ќе би биде објавен на страницата на синдикатот и ќе може секој да го види, да го прочита во целост. Јас само ќе го објаснам подетално најбитните одредби што ги се наведени во мислењето и што значат. Со овој документ се утврдува дискриминација врз професионалните војници врз основа на работен статус, работен однос, бидејќи во армијата професионалните војници го продолжуваат договорно определено време 7-8 пати во период од 25 години. Ние сме единствената категорија професионални војници и единствената категорија работници во државата што го прават тоа. И бидејќи сметавме дека е дискриминација и долго време баравме да се реши со законско решение од страна на министрите, кај што не добивме никаков позитивно мислење и волја за решавање на овој проблем, моравме правдата да ја бараме на ваков начин кај што ќе се утврди дискриминацијата врз професионалните војници. Со овој документ се утврди дискриминацијата и тоа е доказ дека Министерството за одбрана од кога постојат професионални војници во армијата, значи 3 децении, ги дискриминираат сите професионални војници што биле и што се на служба во армијата. Значи, има нееднаквов однос кон само професионалните војници, бидејќи сите други категории, офицери, подофицери, цивилни лица на служба во армијата имаат подобар однос и подобри права отколку професионалните војници. Овој документ го докажува спротивното, дека само професионалните војници се дискриминирани. Во образложението на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација се наведува што значи индиректна дискриминација. И тоа ќе ви го објаснам сега. Согласно член 8 став 2 од Закон за спречување и заштита од дискриминација гласи: индиректна дискриминација постои кога преку навидум неутрални прописи, одредби, критериуми, програми или практики се става некое лице или група во понеповолна положба врз дискриминаторска основа во споредба со други лица или група лица, освен кога произлегува од легитимна цел, а средствата за постигнување на таа цел се пропорционални, односно се соодветни и неопходни. Комисијата констатирала индиректна дискриминација врз професионалните војници бидејќи со примената на Законот за служба во армијата тие се ставаат во понеповолна положба во споредба со другите вработени во армијата. Дополнително, целта што се настојува да се постигне, а тоа е флексибилност и дисциплина во армијата, не се покажува како доволно пропорционална за да го оправда ваквото исклучување од општото правило за трансформација на работниот однос од Законот за работни односи. Врз основа на сите овие законски одредби и документацијата доставена и утврдувањето на фактичката состојба, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација овој документ го доставува до нас
тоест до мене како подносител на иницијативата и до Министерството за одбрана и препорачува две препораки. Првата препорака е: се препорачува Министерството за одбрана да преземе соодветни мерки за унапредување на правната сигурност и еднаквоста на професионалните војници во однос на другите категории на вработени во армијата, со што ќе се обезбеди еднаков третман во поглед на работниот статус. Тоа е едната препорака. Втората препорака е: се препорачува Министерството за одбрана да иницира постапка за измена и усогласување на Законот за служба во армијата со начелата на еднаквост и недискриминација на начин што ќе се овозможи трансформација на работниот однос на професионалните војници од определено на неопределено време, согласно со Законот за работни односи. Значи, со ова Комисијата му кажува на Министерството дека мора да го измени законот и професионалните војници да имат еднакви права како и останатите припадници во армијата. Тоа што ние го збориме 3-4 години и ја добивме оваа битка, најбитната битка во оваа војна што ја водиме со институциите, и докажавме дека синдикатот е на вистинскиот пат и секојаш бил на страната на работниците, на професионалните војници, бидејќи овој синдикат постои за да го реши статусот на професионалните војници и со овој ичекор, со овој документ е решен статусот на професионалните војници, само што треба Министерството за одбрана да го испочитуваат, да ги испочитуваат овие препораки и да ги спроведе, бидејќи у изминатото многу пати и другите министри ги одбива нашите предлози за решавање на овој проблем. Пред повеќе од месец и половина поднесовме закон каде што се решава сето ова: трансформирање на работниот однос од определено на неопределено време и добивање заслужена пензија за професионалните војници. Тоа е уствари суштината на препораките на комисијата. Еднаквиот однос ќе биде еднаков како што имат и останатите категории, а што немаме ние, а што имаат останатите категории, тоа е договор на неопределено време и пензионирање заслужено согласно законот и службата и времето поминато за служба во армијата. Значи, професионалните војници да дадоа поддршка многу порано, пред 3 години на овој синдикат, за да се решат овие проблеми. Ова ќе беше решено многу одамна и многу повеќе работи ќе беа решени. За жал, имавме многу обструкции од структури, од криминалци, од фалсификатори, секакви сопки за да не функционираме, но сепак еве синдикатот функционира и се избори за најбитното да го оствари, а тоа да се утврди дискриминација. Ова е голем исчекор во борбата на професионалните војници и се надевам дека Министерството за одбрана ќе постапи како што треба, бидејќи ако не постапи како што треба, битката ќе продолжи, а штетата ќе биде нивна огромна, со големи последици, така да претпоставам дека ќе има разбирање, бидејќи сега институција им укажува на нивните грешки, а тие грешки ги повторуваат 30 години. Се надевам дека ќе има разбирање од Министерството за одбрана и ќе седнат и ќе го решат овој проблем, бидејќи ова е диагнозата на проблемот, а решението на проблемот им е веќе во собранието, доставено на 3 јуни, предлог закон за измена и дополнување на Закон за служба во армијата, поднесен од Независниот синдикат на професионални војници со Скопје. Тоа го објавив јавно, им е доставено на сите пратеници, претходно го имаат ветувано ова решавање, еве го сега на маса име, еве имаат препораки, укажувања, нека го спроведат. Ако не сака да го спроведат, тогаш има и план Б и план С, а тоа е на нивна штета. Ви благодарам на вниманието. За дополнителни информации во врска со овие ќе
ќе бидете информирани во наредниот период што ќе се случува и како ќе се случува. Ви благодарам повторно и со почит. Поздрав.